Весна Ѓуксановиќ. Колку години имаш? 13, голема. А во школа идеш? Идеш во школа? Во која школа идеш? Во социјално чи? Во социјално, во дневниот центар? Ама тоа не е школа. Над 20.000 деца не одат во училиште, а околу 2.000 секојдневно питачат. Исклучени од воспитно-образовниот процес, токму тие се најчеста мета на сексуална злоупотреба, педофилија, трговија со луѓе и органи. Од првата детска амбасада предупредуваат дека оваа статистика е од пред 5 години, стравуваат дека бројот е многу поголем. Најголем дел од децата кои не одат на училиште се роми, од руралните средини и од сиромашните семејства. Децата кои што се од социјално загрозени семејства, кога ќе се вклучат во редовен образовен процес, а не се исти како нивните другарчиња, зборувам по облека, по изглед, по сето тоа што нивните родители можат или не можат да го дозволат, тоа е една од причините од кои што си заминуваат од училишта и би требало и да се поработи со наставниците институционално за прифаќање на различностите. Неретки се случаите каде детето е спречено да оди на училиште затоа што тоа е желба и одлука на неговиот родител. Се случувало, особено ние деца кои што имаат 10-11 години, особено девојчиња, да родителите им е страв да ги вклучат во редовен образовен процес или поради некои културни разлики да не сакаат воопшто, затоа што нивното мислење е дека задоцниле, нема што да бараат на училиште и многу често тука се случуваат оние малолетнички договорени бракови. Еден од начините да се вратат децата во училиште е поголема одговорност на институциите во системот, преку навремено информирање, но и работа со родителите. Од Меѓаш велат дека казнувањето не е модел кој треба да ги стимулира родителите да ги запишат децата во задолжителното образование, туку тоа треба да биде системот на мотивација.